Добар ден, превачиње. На денешниот час по македонски јазик ќе учиме една приказна. Како се вика приказната? Приказната се вика Чадорче за цел свет. Кои се целите на активноста? Ученикот да се оспособи за слушање, разбирање и доживување на содржината на творбата. Да ги открива елементите на творбата, односно простор, време, случка и ликови. Пред да поминеме на приказната, да видиме една асоциација. Што гледате на оваа слика? Дожд, на оваа чадорче и дете. Ајде да видиме. Кога врне дожд, носиме чадорче. Секое дете, кога оди на училиште, со себе си носи чадорче, затоа што ако заврне, да се заштити од дождот. Дождот и чадорчето на што не асоцираат? На една печурка. Зошто? Кога врне дожд, после дождот се појавуваат печурки. Чадорчето личи на печурка, а и печурката личи на чадорче. Децата и возрастните сакаат да јадат печурки. Но не сите, внимавајте. Некои печурки се отровни. Сега да поминеме на приказната. Како се викаше приказната? Чадорче за цел свет. Внимавајте. На полјанката изразна една убава голема бела печурка. Секој ден околу неа скокаше зелениот скакулец. Вредните мравки поминуваа покрај неа. Тука застануваа да се одморат од напорната работа. А штурчето секој ден свиреше и свиреше. Еден ден заврна силен дожд. Бубачките се скрија под лисијата на цвеќињата. Но попусто, дождот лееше се посилно и посилно. Белата печурка се загрижи за своите пријатели, па почна да ги довикува. Ехе, еј, штурчо, дојди под моето чадорче и скри се од дождот. Скакулче, каде си? Дојди кај мене, само овде можеш да се спасиш од дождот. Еј, вие таму, работливки, брзо дојдете да се засолните под моето чадорче, и викна печурката на мравките. Така, белата печурка стана чадорче за целиот свет. Дали ви се допадна приказната? Оваа приказна е кратка, ама има добра поука. Да видиме колку сте ја научиле содржината на приказната. Како? Преку прашање. Каде се случува настанот? Настанот се случува на една полјанка. Полјанка е исто што и ливада. Кога се случува настанот? Еден ден кога заврнало дожд. Кои се ликовите во оваа приказна? Размислете добро. Кои беа? Белата печурка, скакулчето, штурчето и мравките работливки. Кои се особините на белата печурка? Ајде да видиме. Таа е добра. Се однесува добро спрема сите бубачки на полјанката. Таа е грижлива. Се грижи за сите бубачки. Кога заврнало дожд, ги повикала под нејна заштита. Се однесува заштитнички спрема бубачките. Така рековме, нели?
Сака да помага на сите жители на полјанката. Која е пораката на приказната? Секогаш и во секое време да помогнеме на кого можеме. Што најмногу ви се допадна во приказната? Мене најмногу ми се допадна кога печурката ги викна сите бубочки да се засолнат под незиното чадорче додека врне дожд. А на вас може би нешто друго ќе ви се допадне. Понатаму имаме активност. Оваа активност се однесува на вас првачиња. Значи имате задача да ја слушнете уште еднаш приказната и да ја прераскажете содржината на вашите родители. Внимавајте на редоследот на настаните. Кои бубачки поред како доаѓаат. Во вашите тетрадки по македонски јазик нацртајте ја приказната. Што треба да нацртате? Еве мала помош. Ги цртате ликовите од приказната, го цртате облакот и дождот, како врне, полјанката, а потоа цртежот избојте го со дрвени боички. Успешна работа!